Во гостување на телевизија 21 на 16 декември, лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски беше прашан за коментар на изјавата на подпредседателот на партијата Николовски. Еве во моментов ми пролета една изјава од пред некој ден на подпредседателот на вашата партија Александар Николовски, кој вели дека можеби најголема грешка на ВМРО-ДПМН е Скопје 2014 и парите што се издвоиле за тоа. Сега да сме на оваа место и на оваа позиција, ние би ги инвестирале во Чебрен и Галиште. Мицкоски коментираше правејќи омилената споредба меѓу перцепцијата и суштината. Во тој период Македонија беше, според, бидејќи имаше финансиска криза, имаше должничко-доверителска криза во тој период, Македонија беше во првите 3 земји во Европа по стапката на раст или во тоа време по стапката на пад, бидејќи сите економии паѓа. Денеска, јас зборам сега за суштина. Да, перцептивно, точно, на луѓето не им се допана на мнозинството на граѓани Скопје 2014 и тие своето се окажа на изборите, најпрвен парламентарни, па потоа и локални. И со тоа заврши. Сега, суштината која е во тој период, ние бевме во првите 3 земји во Европа. Сега, овие што ништо не прават, што имаат супер перцепција, како вие што рековте, бројач, приходи, дана, каква е суштината? Ние сме последни. Овие искази на Мицкоски може да се подложат на методот на проверка на факти. Имено, дали е точно дека во периодот по обелоденување на проектот Скопје 2014 во 2010 година, Македонија беше во првите 3 земји во Европа по стапката на раст или по стапка на пад, бидејќи сите економии паѓаа. Дали е точно исто така дека тогаш ние бевме во првите 3 земји во Европа, како што вели Мицкоски, а сега ние сме последни? На веб страницата на Евростат има податоци за реалниот раст на БДП во 39 држави од Европа од 2009 до 2020 година. Постои само една година кога Македонија била на 3-то место во Европа, иако со негативен раст од минус 0,4%, а тоа е 2009, кога проектот Скопје 2014 не беше јавно обелоденет. Тој беше промовиран во јавноста дури на почеток на 2010 година, со видеото «Визуализација на центарот на Скопје во 2014, објавено на 4 февруари 2010 година. Оттаму за ефектите на Скопје 2014 врз економскиот раст може да зборуваме од 2010 година натаму, а во тој период земјата никогаш не била во првите 3 земји во Европа по економски раст. Ниту пак сега ние сме последни, како што тврди Мицкоски. Има повеќе други земји во Европа кои имаат понегативна стапка на раст на БДП во 2020. Иако ги земеме предвид податоците на Евростат од 2020, Македонија пад од 4,5%, иако ги земеме последните податоци од Заводот за статистика од 10 декември 2021, според кои реалната стапка на раст на БДП во 2020 во однос на 2019 година изнесува 6,1%. И последните податоци од Заводот за статистика од 7 декември покажуваат дека не се точни тврдењата на Мицкоски дека сега ние сме последни по раст на БДП. За третото тримесечие од 2021 стапката на раст на БДП е 3%, а според податоците на Евростат од 16 ноември 2021 порастот на БДП во еврозоната е 2,2%, а во ЕУ 2,1%, значи помал отколку кај нас. Следствено, Мицкоски останува 2 пати со кратки нозе на телевизија 21. Кога тврди дека проектот Скопје 2014 ни овозможил да бидеме со економски раст во првите 3 земји во Европа. Кога тврди дека сега сме последни. И тука не зборуваме за разлика меѓу перцепција и суштина, туку за математички прецизни статистички факти.